По критиките и забелешките за предлог законот за судска и јавно-обвинителска служба, денеска во собранието продолжи расправата. Поднесени над 100 амандмани, а според дел од пратениците од опозицијата, овој закон ја става судската власт под контрола на извршната. Додека пак од ЗНАМ и од СДСМ се обвинуваа за реформскиот капацитет и брзината на носењето на законот. Сонја Мираковска, кога ќе објасне како во моментот кога партиципираше во владеачкото мнозинство, и овие другарите околу неја што седат биле министри, биле во влада. Кога тоа се одржало јавна седница на која ќе дојдат синдикати, невладини, ќе си дадат, и замислите Сонја да ги дадеш едно 80 амандмани. Наместо да ја напаѓате опозицијата денес, ќе беше подобро да ги сослушавте на јавната расправа и синдикатите, стручните служби, членовите кои што беа во работните групи, 2 години работеа на овој закон, а на јавната расправа на вистина не пропуштија да излезат на говорници и да кажат дека ова нема врска со законот кој што го работели. Според председателката на државата, не се зборува само за платите, туку логистичка поддршка во работата на судството и другите институции. Во право се сите во судството и во останатите институции, правосудни институции, дека без финансиски средства не може да се има и независно судство и не само тоа, туку и ефикасно и ефективно судство. Дел од вработените во судската и јавно-обвинителската служба минатата недела во собранието предупредија дека предлогот нема да донесе суштински промени и е дискриминирачки, а од Министерството за правда со своји аргументи го бранеа законското решение. Се потенцираше дека треба да се зајакне самостојноста на јавно-обвинителската служба. Работиме со кривични предмети. Работиме со класифицирани информации, со финансиски истраги, со докази. Работиме во постапки кои директно влијаат врз кривичниот прогон и владењето на правото. Токму затоа очекувавме закон што ќе ја препознае таа специфичност. Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците продолжува утре.